Добар ден, почитувани. Следуваат минутите резервирани за најновата Телма амбулант. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Диабетес тип 2 е најчестиот облик на шеќерна болест. Се јавува кај 90% од случаите. Повеќето заболени создаваат променети или нормални вредности на инсулин, но поради одредени нарушувања организмот станува отпорен на дејството на инсулинот, па шеќерот не навлегува во клетките и доаѓа до една состојба наречена инсулинска резистенција. Дали пациентите со оваа диагноза, доколку направат одредени животни промени, може да ја стават состојбата под контрола и да го одложат почетокот на диабетесот? Неопходна ли е медикаментозна терапија? Има многу дилеми на оваа тема, кои што ќе ги разјасниме со гостинката која што е во студиото на Телма, а тоа е доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Диабетесот тип 2, односно шеќерната болест, достигнува епидемиски размери секаде во светот. И сега на оваа состојба претходи една состојба која што е наречена преддиабетес. Дали е тоа исто што и инсулинска резистенција? Може да се каже да. Значи, инсулинската резистенција се јавува и кај пациенти, односно кај обични луѓе кои што немаат никаква патологија, се чувствуваат сосема здрави и сосема во ред, меѓутоа веќе гликемијата, односно шеќерот, почнува да ги надминува тие толерабилни граници од 5,6 и многу често кога ќе дојдат пациентите, ама мене малку ми беше тоест над граница. И имаме, да речам, малце проблем со тоа што да ги навикнеме дека тоа не е баш дека е малце, да, туку дека веќе треба да почнеме да работиме на случајот. Зошто? Значи, кога најчесто треба да се одреди, значи со гликемијата, кога е малку покачена, треба да се одреди и инсулинот. Односно, тоа е хормон кој што го лачи панкреасот и тука да ги одредиме резервите. Што значи тоа? Доколку имаме нормални вредности на инсулинот и нормални вредности на гликемија, односно малку покачени над 5,6, сепак може да постои инсулинска резистенција и пациентот да биде кандидат за понатамошни развивања во диабетес тип 2. Значи, ако имаме одреден степен на инсулинска резистенција, тоа се испитува со еден индекс, HOMA, меѓутоа да ни гледачите да не ги избунуваме. Значи, кога ќе се одреди степенот на инсулинската резистенција, понатаму можеме да одлучиме дали пациентот е за некаков преддиабетичен третман, односно терапија е физичката активност и исхраната, или можеме да го ослободиме и да кажеме дека он е во ред и немаме никаков проблем. Дали диабетесот тип 2 и инсулинската резистенција се јавуваат кај одредена возрастна група? Може ли да се забележат и во детска возраст или пак е карактеристично за повозрастни деца? Така е. Значи, седентерниот начин на живот, кој што се јавува уште во мала возраст, посебно сега, значи децата се постојано со компјутери, со многу малку физичка активност и интерес за надворешниот свет, повеќе се фокусирани на дома, седење и затворени во соба, така да со тоа се и плюс фаст фуд храната, значи брзата храна и брзиот начин на живот, сето тоа придонесува за зголемување на телесната тежина. Автоматски веќе тука имаме одреден степен на декомпензирање на организмот, односно организмот се исцрпува од тие новонастанати промени и тоа трае, значи тоа почетокот доколку биде во детската возраст, значи можеме да очекуваме во многу брз период да настане некако такво метаболно нарушување. Значи детската дебелина е всушност ризик фактор за диабетес тип 2, а дали возрастните лица кои што ја развиваат оваа форма на диабетес исто така имаат покачена телесна тежина? Во принцип да, посебно пациентите со диабетес тип 2, тоа е како диабетес тип 2 го кажуваме како склоп на симптоми кои што метаболно се нарушени и кои што имаат ист фенотип, односно се прикажуваат со покачено ниво на гликемија во крвта.
Значи, кога имаме дебелина, имаме автоматски имаме и инсулинска резистенција и со тоа, значи, пациентите ни се на некој начин предодредени и за диабетес, и за хипертензија, и за кардиоваскуларни заболувања и сите останати, нели, компликации кои што ги носи дебелината сама по себе. Значи, дебелината како дебелина не е толку проблем, да речеме, како зголемување на обемот на струкот или пак на телесната тежина, колку што е проблем сите тие внатрешни проблеми кои што се јавуваат заедно со дебелината. Дали и благо покачена телесна тежина носи ризик за развој на диабетес тип 2? Па не, благо покачена, односно зависи. Сега благо покачена, ако мислиме според body mass индексот, кој што се одредува, значи нормално е од 18 до 24,9. 24,9 понатаму имаме значи дебелина повеќе од колку што треба. Тука веќе можеме да збориме за дека имаат ризик за диабетес, преддиабетес и диабетес. Меѓутоа, доколку е, да речеме, 24 body mass, тогаш веќе не имаме многу голем ризик, туку имаме само интервенција во стилот на живот, дека интензивно треба да се работи на тоа, дека треба да смениме начинот на исхрана пред се, пошто ние сме популација која што многу сака да јаде и да гурманска популација, така да имаме тука малце додека да се навикнеме на здравиот начин на живот, не треба време. А тоа е многу важно. А дали секој од нас може да си го пресмета индексот на телесна маса за да знаеме имаме ли проблем или пак не? Да, во денешно време се е достапно, знаете и сами, значи интернетот ни е одлична алатка за се, постои калкулатор кој што го одредува, значи ја внесувате само ви треба тежината и висината и веќе го добивате body mass индекс. Така има една равенка, всушност се работи за така е. Однос помеѓу тежината и висината. Така е. И како рековте, кога е ризично? Па веќе кога е над 24,9. Да, значи тоа веќе значи одиме кон overweight, значи англиски да речеме, односно надхранетост. Тоа. И тука веќе ние знак дека или треба да слабееме или нешто да менуваме, значи да не останеме на статусот кво, пошто доколку останеме веќе ќе одиме кон гојазност, односно дебелина. Значи треба редовно да си ја мериме нашата телесна тежина и да не се плашиме од вагата, бидејќи таа може да ни биде пријател при пресметките, како што кажувате за body mass index, кој што ќе ни укаже дали постои зголемен ризик од диабетес тип 2 или не. А во однос на дебелината, дали начинот на кој што сме дебели е исто така ризик фактор за диабетес тип 2, да речеме? Дали стомачата дебелина е поризична во однос на формата на тело како крушка, кога масните наслаги ни се наталожени околу кулковите, бедрата? Така. Да, изненадувачки има разлика, значи ќе се рече дебелина е дебелина, не е важно каде е дебел сум. Меѓутоа има разлика тоа што, значи, абдоминалната дебелина, тоа е стомачната дебелина, нели, како јаболко се вика таа дебелина, народски кажано, е важна и е пострашна затоа што тука имаме не само масно ткиво околу струкот, туку имаме масно ткиво и на самите внатрешни органи. И тоа ни е дополнителна причина. Оние висцеларни масти. Така е, висцеларните масти се тука повеќе присутни отколку кај крушката, кои што се само на бедрата и колковите, и тука имаме исто дебелина си е дебелина, меѓутоа имаме зачудувачки понизок ризик за развивање на инсулинска резистенција. Оние кои што имаат стомача дебелина чисто се со слаби раци, нозе велат не сум дебел, само имам стомак. Да, но всушност имаат зголемен ризик од болести. И дури за диабетес тип 2 тие имаат реална предиспозиција за развој на оваа болест. Велат дека цигарите исто така го зголемуваат ризикот и од диабетес тип 2, но и од компликации од болеста. Зошто е тоа така? Затоа што првенствено има промени на ниво на клетка, значи самата клетка се, да речам, на некој начин труе со јаглероден моноксид и јаглероден диоксид. И тука имаме нарушување на процесот на размена на материите, и од друга страна, значи, се уништува тој оксидативен стрес
односно механизмот на настанување е многу пореметен, односно механизмот на реагирање на телото, регулирање на сите тие оксидативни стресови, слободни радикали кои што се ослободуваат телото да почне да ги елиминира, на некој начин, не знаеме уште како, меѓутоа димот од цигарите го нарушува целиот тој процес. А што е со генетската компонента, бидејќи најдовна податок дека 20 до 35% од пациентите имаат некаква семена историја на дијабетес. Фамилиарна анамнеза позитивна, точно. Се однесува овој на дијабетес тип 2? Да, со тоа што многу од пациентите, добар е процентот, се согласувам со него затоа што не сите пациенти развиваат дијабетес тип 2 и покрај тоа што имаат пациенти, тоест роднини од прво колено кои што имаат веќе дијабетес дијагностициран. Зошто е тоа така? Веројатно се начинот на живот, секојдневните стресови, кои што доколку луѓето успеат да ги менаџираат некако, сето тоа значително го намалува процесот на создавање на таа инсулинска резистенција или општо земено дијабетес како дијагноза. А воедно и самите гени кои што се наследуваат не се доминантни, односно може да бидат рецесивни и тоест недоволно потентни, па доколку немаме некој тригер фактор, односно нешто што ќе го поттикне, пациентот си е, тоест човекот си е послушен, ние така ги викаме, значи доколку он си е послушен и си внимава што јаде, колку се движи неделно и сето тоа се внимава на препораките од Светската здравствена организација, од сите денеска сите сме насочени кон здрав животен стил и затоа тоа толку многу се промовира, само заради тоа што се може да се превенира. Па дури дијабетес тип 2 во 90% од случаите со здрав животен стил може да се превенира. Но во семејството се наследуваат прехранбените навики, односно се прифаќаат. Како се хранат родителите, обично на истиот начин се хранат и нивните деца, затоа треба да се внимава да се внимава од самиот старт. Така. Од најраното детство, сакав да кажам, да ги поканим и гледачите, сигурно ќе имаат прашања на оваа тема. Денеска зборуваме конкретно за дијабетес тип 2, кој што е еден голем предизвик на денешнината, бидејќи зазема епидемиски разбери секаде во светот. 3076-677 е телефонскиот број на кој што можете да не добиете, да се вклучите во програма, да поставите прашање, а одговор ќе добиете од гостинката која што е во студиото на Тилма, а тоа е доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во Жан Митрев клиник. Докторке, се случува ли пациентите со години да немаат никакви симптоми и едноставно да бидат изненадени од наодот што ќе го добијат? Така е. За жал многу често се случува тоа во секојдневната практика. Дури 10 години наназад може пациентите да имаат дијабетес, а да не знаат за тоа. Односно да имаат, не баш дијабетес, се извинувам, да имаат одреден степен на инсулинска резистенција, а да не знаат за тоа. Со текот на времето и со текот на годините, како поминува, телото веќе ослабува, се исцрпува и веќе нема капацитет да ги регулира тие механизми кои што претходно на почетокот ги имал. И пациентот доаѓа со една клиничка класична слика на дијабетес, меѓутоа со гликеми високи, а он се чувствува одлично. Зошто е тоа така? Веќе телото почнува да се навикнува на таа висока гликемија. На 15-ка, на 16-ка телото ужива, мозокот ужива, се ужива, меѓутоа тоа уствари се труе на некој начин, ние викаме се интоксицира. И потоа ни треба многу работа и многу труд за да може сето тоа да го поправиме. За почеток, доколку например се открие на самиот старт од болеста, ќе имаме многу помалку работа, многу помалку труд и од самиот пациент, захтевност, но и од докторите. За разлика од пациентите кои што, да речеме, на некој начин го запоставиле тоа прашање. Така. И тогаш веќе мораме да превземеме и порадикални мерки, како да речеме поинтензивна терапија, построга диета и се да биде по-алармантно за разлика од почетоците кога би се открило. Ќе проговорим уште малку за симптомите, но да им дадеме предност на гледачите кои што веќе чекаат и очекуваат да постават прашање во денешната Тилма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. До вас и до докторката. Благодарам. Диабетичен сум неколку години и сум на инсулинска терапија. Примам 32 и рапито 5.
единици на ручек. Меѓутоа, докторката претходно ми препише и сиофор да пием таблети. Дали е тоа исправно? Не знам да ви кажам, и сега друга е за мене, таа отиде во пензија. И Така, значи сега добивте некоја промена во терапијата, да немате под прашање или тоа би било се. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач да не чека, па потоа ќе ги дадете одговорите на двете прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до вашата гостинка. Благодарам. Се јавуваме од Гостина. Така? Пациент кој има диабетис тип 2. Да, меѓутоа тоа не може да го откријам. При анализата дојдов до сознание дека шеќерот е 10,5, значи доста високо. Немам никакви симптоми да имам некои проблеми кај мене, меѓутоа во анализата констатирав дека шеќерот доста ми е висок и холестеролот ми беше околу 6. Меѓутоа, користев терапија која ми беше препорачена од доктор, Нова Норм 1 милиграм за бале, 1 милиграм после пладне, после ручек. И во вечерните часови ми се јавуваше, ми паѓаше шеќерот многу. Значи, осеќав омалаксаност. Така. Докторот ми намали терапијата на 0,5. И тоа во постојано го користам сега. Меѓутоа, сега во последно време шеќерот ми се консултира, ми дојде во границите 5,6, 6,7. Кажете ми само дали го користите единствено овој лек што го споменавте или користите уште нешто? Симптоми. Дали овој единствениот лек што го користите? Други лекови за притисок. А за шеќерот? Молим? За шеќерот дали користите уште нешто? Не, за шеќерот само Нова Норма 0,5. Така, добро. Да. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, само ќе замолам од режија следните гледачи малку погласно да ги пуштат за да можеме подобро да слушнеме. Повелете. Вака, во однос на првата пациентка, значи метформинот, односно сиофорот под различна фармацевска компанија, меѓутоа генериката е метформин. Според сите светски препораки кои што се и последните е дека при воспоставување на диагноза за диабетес тип 2 метформинот е прва линија на лекување за пациентите кои што немаат, да речам, некое бубрежно страдање, каде што, да речеме, бубрежната инсуфициенција би била под 30 мл на час, тоест на минута, се извинувам. Сега, доколку кај пациентката нема такви проблеми, значи индицирано е да се стави и сиофорот во редовната терапија, бидејќи сиофорот помага во намалување на инсулинската резистенција. Значи, доколку пациентите имаат диабетес, значи кај нив клетките веќе не реагираат на инсулинот воопшто, односно они имаат резерви на инсулин, меѓутоа не реагираат телесните клетки, и плюс доколку ги исцрпиме резервите на панкреасот, односно повеќе немаме баш резерви, тогаш го внесуваме инсулинот од надвор. Сиофорот помага во користење на инсулинот од страна на клетката. Значи, тој ни е медијатор на некој начин и многу ни помага во делувањето на другата терапија која што даваме за диабетесот. Најчесто добро би било пациентите секогаш да се задржат само на сиофор, меѓутоа, со текот на времето, нередовниот начин на исхрана и сето тоа заедно ни доведува и до, да речам, засилување на терапијата, додавање на инсулинска терапија, уште еден лек и така. Што е со вториот гледач кој што Вториот гледач, значи, имаше проблем навечер кога земало таа доза од лекот. Кај него проблемот е тоа што прво го зима лекот после јадење. Нова Нормот е лек кој што се зима пред јадење. Тоа е број 1. А број 2, генерално и кај него би препорачала, доколку нема некакви проблеми бубрежни, значи да се воведе сиофор. Значи е многу подобро да се воведе првично сиофор како терапија, не веднаш да се оди на другиот тип на лекови како што се секретагозите, туку да се оди со ваков тип на терапија која што е поблага, најблагата терапија што постои за диабетесот е сиофорот.
и да може да се постигнат добри резултати со титрирање соодветно на дозата. Доколку не се постигне, тогаш треба да се уклучи новонорм и да или било кој друг лек кој што ќе помогне во случајов и да може да се регулира гликемијата. Не целта е дека не е важно што терапија прима пациентот. Многу пациенти се плашат од тоа да завршат на инсулин. Да, не е пријатно во секој случај, цело време се има многу посериозна обврска да пациентот, значи постојано треба да мери. Во домашни услови, на пример, еден пациент за диабетес треба да, доколку е на инсулинска терапија, да обрнува многу повеќе внимание отколку пациентот со кој што е на таблетарна терапија. И бидејќи најчесто го немаме тоа кај пациентите, генерално пациентите се опуштени во тој правец, посебно пациентите со таблетарна терапија. Затоа треба да бидеме со посериозен пристап. И да можеме да пациентот доколку сака може да дојде на преглед и можеме да поправиме во терапијата, нема никаков проблем. Мислам дека ќе биде добар. Уште едно прашање од гледач, ќе претходи на моето следно прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Така, јас сум слабичок, а висок, и останам на 5-6 кила кога го добив шекерот. Се извинувам, само ќе може ли малку погласно во режија? Така? Повелете. Малку сум слабичок, према висината што имам. Добра. И останал едно 5-6 кила плюс додатно кога го добив шекерот. 9,5 имам, пијам глукофаж и 5-6 кила никој да ги вратам, баш да се вратам на нормално. И јадам многу благо. А јадете благо? Па ми се јаде многу, ми паѓа. А ви се јаде благо и не можете без тоа. Тоа сигурно е проблем. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Повелете. Сигурно е тоа голем проблем. Кога некому му е има организмот потреба постојано за благо. Така е. Значи, имаме тука две варијанти. Едната варијанта е дека пациентот сака да јаде благо, најчесто, што најчесто е случај, а во другиот случај е кога паѓа шекерот под дозволеното ниво. Тоа е многу непријатна, да речам, ургентна ситуација. Така една од компликациите всушност тоа. Да, акутна неповолна, да речам, компликација. Од која што пациентите многу се плашат. Така е. И е многу непријатна ситуација. Како изгледа таа, може да ни појасните? Во зависност од нивото на гликемијата, значи од нивото на шекерот во крвта, имаме различни симптоми. Најчесто се појавува кога гликемијата ќе падне под 4 милимоли на литар. Тука веќе имаме симптоми од препатување, тресење, изразена потреба за храна и веќе почнува засегање на свеста, а доколку нивото почнува да паѓа, уште повеќе и повеќе. Имаме и така наречена хипогликемиска кома, која што исто така е ургентна ситуација и единствен третман е интравенската глукоза. Со тоа што кај пациентите кои што се свесни, најдобро е да се коригира со еден оброк, минијатурен, или со, доколку се најдат надвор, немаат прилика за такво нешто, тогаш е добро да се земе една чаша кока-кола или шекер и вода, нешто да се битно да биде. Треба бомбончиња да носат со себе, нешто такво? Со проблем е малку со бомбоните, затоа што тие додека да се растопат, треба да помине многу време, значи добро е да биде во течна состојба, сок, било што може веднаш да се интервенира. Меѓутоа, тоа не треба да биде пракса. Значи тоа е нешто што исклучок би било. Апсолутно. Тоа значи неуспех за ординираната терапија. Значи не е правилна терапијата и не смее да паѓа воопшто, а не па да биде тоа пречесто, затоа што зошто е тоа така? Значи организмот се исцрпува. Како на пример и да регулираме потоа ние гликемијата, со тоа што пациентите најчесто кога ќе добијат хипогликемична епизода, тие јадат се што ќе најдат. Значи пијат се што ќе најдат и гликемијата ни е после тоа 20. Ретко имаме нормална гликемија и тоа е нормално. Значи ние ја викаме таа реактивна хипергликемија. Со тоа што затоа се препорачува на пример една чаша кока-кола, тоа е сосема доволно. Меѓутоа они од страв и од стрес ќе испие повеќе. Сега зошто тука го кажувам ова, тоа го повлекува и моментот со тој тромесечен просек што го испитуваат пациентите.
Значи, доколку пациентот има мноштво на хипогликемии, тогаш HbA1c, односно тромесечниот просек ќе ни биде низок, односно може да не биде и уреден. Меѓутоа тоа е лажно добар резултат, затоа што пациентот воопшто не е добро регулиран. Додека да се стабилизира пациентот дневно во текот на денот, ќе му треба минимум 24 часа. И доколку му се случи нова епизода, значи тоа повторно ќе биде истото и цело време се вртиме во круг. Како гледачот да си ја нормализира телесната тежина? Вака, тоа е треба да се види првин, бидејќи кажа пациентот дека има потреба за благо. Треба да се дистингира дали е да се направи разлика дали е од глукофажот што има потреба за благо, односно као му се намалува шеќерот, или затоа што он лично има таква потреба. Доколку тука фалат малку информации, меѓутоа не сакав да подпрашувам, да не одолговекувам, добро би било он да дојде на преглед. Да разговараме малку, бидејќи дијабетесот е исто така и разговор помеѓу пациентот и докторот. Пациентот кога ќе си оди дома треба да знае што да прави. Значи да се знае дека бил на доктор и да се знае дека он понатаму треба да си го, он е најдобар лекар за себе. Значи да знае како треба да реагира во дадени услови, што треба да јаде и како да си ја коригира терапијата сам, доколку не е во можност да го контактира докторот. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Благодарам. Прво да ви ја поздравам емисијата, ви е многу добра. Благодарам. Да ја поздравам докторката Џулијана. Благодарам. Јас сум нејзин бивши пациент, додека беше на стажирање во државна болница. Специализираше тогаш ствари. Така е. И благодарение на нив да јас сега се чувствувам како друг човек. Претходно земав инсулин хумолог, спор и коктел и брзи, али сега од кога она ми го препиша лантусот, 24 часовниот лантус, сум како друг човек и почнав да го осеќам шејкерот која ќе го ми панчи. Благодарение на нив јас сум сосем друг човек. Иако, да речеме, сум бил кај други докторки за дијабет, али како кајне за... Така, искуството со неа е да ви го подобрило здравјето, ви го подобрил квалитетот на живот. Ви благодарам што се вклучивте во програма и што го споделивте вашето искуство. Доктор, ке споменавте дека некои пациенти кои што имаат инсулинска резистенција со години не чувствуваат никакви симптоми, но кога ќе почнат да чувствуваат некакви промени, тоа значи дека се тоа доцни симптоми, кога ќе почнат да чувствуваат жед, малаксаност и слично. Така е. Најчесто и губиток на тежина имаме тука. Нагло е губат тежината? Нагло е губат тежината, или па добиваат во тежина. Значи, одат во две крајности. Имаме сува уста, жед, често мокрење, може да се појави некоја уринарна инфекција, значи имаме... Габични инфекции се јавуваат кај нив? Се јавуваат, затоа што шеќерот е одлична подлога за развој на бактериите и на габите, на се. Они виреат во таква средина и тука, посебно жените, имаме голем проблем со тоа, посебно со инфекциите вагинални, меѓутоа и уринарни и на стапалата. Сето тоа ни е малце така пореметено во една неконтролирана состојба која што после ни треба малку повеќе време да ја стабилизираме. Веќе споменавте дел од компликациите со дијабетесот тип 2, но верувам дека дијабетесот тип 1 ги дава оние хипогликемии. Треба ли и семејството да биде информирано за оваа состојба за да може да му помогне на блискиот кога ќе падне во хипогликемија, доколку тоа се случи? Па да, бидејќи тоа е малку драматична состојба, секој различно реагира, меѓутоа и сите сме различни, сите различно реагираме на блиските, нели, кога ќе се случи нешто невообичаено, посебно лошо, така да секако дека треба да бидат информирани. Постои едно пенкало за пациентите со дијабетес ги следува, што се на инсулинска терапија, се нарекува глукагон. Тоа пенкало се дава на сите тие пациенти и тоа служи само при хипогликемија. Семејството треба да биде едуцирано дека се боцка било каде во телото и веднаш.
и се чека резултат. После 2-3 минути треба веќе пациентот да изреагира на терапијата, додека пациентите што се на таблетарна терапија немаат таква, да речам, привилегија за да го имаат тоа. Меѓутоа, најчесто кај таблетарната терапија имаме поблаги хипогликемиски епизоди и тука можеме лесно да интервенираме со глукоза или со кока-кола или со шеќер и вода. Со тоа што доколку пациентот не се буди и имаме проблем, тогаш секако дека треба да се повикаат на медицинска помош и да дадат интравенската терапија. Тука се долгорочните компликации, тоа се навистина бројни проблеми. Да. Значи, влијае на видот, на бобрезите, на срцето, јас секогаш им викам на моите пациенти дека многу е важно да не дојдеме до тие работи, затоа што кога ќе дојдеме до тие работи, гликемијата после тоа и да ни биде 5 е џабе. Значи, доколку изгубиме нога, бубрек, не сме постигнале ништо. Затоа што истите тие пациенти прво немаат квалитетен живот, семејството се мачи со нив и исто така представуваат и оптеретување за здравствениот систем и за општеството. Од компликациите кои што се јавуваат се многобројни. Пациентите кога ќе се спомне дијабетесот, ајде имам нешто шеќер, пијаме напче, добро е. Меѓутоа, гледам, пошто во нашата болница генерално е кардиохирушка, кога ќе се спомне срце, сите се во строј, мирно се слуша се. Кога ќе се спомне шеќер, добро, ајде добро, ќе пијам нешто апче, ќе водам диетка, ќе ми се среди, а не е така. Значи мора да се води сметка за нештата, за да бидеме... и срцето може да настради неги другат. Значи имаме макроваскуларни и микроваскуларни компликации. Од микроваскуларните ни се очите, зафатени ретинопатија, која што може да биде блага, умерена и тешка. Имаме нефропатија, која што може да заврши со диализа. И имаме невропатија, која што тука би обрнала многу повеќе внимание, искрено, затоа што имаме доста голем проблем кај тие пациенти. Тие пациенти се со оштетени нерви. Дали длабока или површинска сензибилност, тие се доста хендикепирани во смисла на тоа дека не осеќаат ни топло, ни ладно, ни доколку се удрат, а одат боси, например, по паркет. Ке згазнат нешто, нема ни да го видат, носат темни чорапи. Јас секогаш им кажувам исто на моите пациенти дека треба да носат светли чорапи. Зошто? Затоа што доколку имаме таква невропатија, која што пациентите најчесто не ја ни регистрираат дека е присутна, било каква промена на стапалото ќе се евидентира, значи на чорапата. Ќе имаме некаков секрет, крв, гној, било што, ќе се примети дека има некоја промена, они не чувствуваат болка никаква. Затоа што се изгубен сензитивитетот за болка. А од друга страна имаме пациенти кои што ги ставаат нозете на греалка да се греат. И тука имаме страшни изгореници, сме имале пациенти со страшни изгореници кои што исто така е проблем, значи кај нив исто така се препорачува при бањање да бидат првин со рака да се допре водата, дали е жешка и колку е жешка, па потоа значи нозете да се мијат и нели сето тоа да се одвива така, никако нозете до греалка. Никако боси, значи тоа се некои совети така кои што секогаш да се оди на маникир и педикир, ноктите да не се сечат длабоко. Ноктите никако да се сечат затоа што после враснува ноктот, па тоа е жариште понатаму за инфекции, пошто колку и да се мијат нозете си се нозе, стапалата си се стапала. И при тоа да немаат при било каква промена веднаш да се јават на доктор. Затоа што таа промена кај диабетичарите кои што се лошо регулирани знае да направи огромна рана, гангрена и се останато. Ќе пуштиме тука, повелете, уште нешто сакате да додадете. Повелете. Да, за макроваскуларните компликации, значи тоа ни се исто така многу важни компликации. Во нашата болница гледаме секојдневно големи последици од страна на диабетесот, речиси 70-80% се пациенти пациентите од кои што се подложени на кардиохирушка интервенција се диабетичари, што е една фрапантна бројка. Нашето поднебје, ние сме со таков менталитет да сакаме да јадеме и сето тоа, и тоа ни се реперкуира на нас вака. Со тоа што значи од макроваскуларните компликации се мозочниот удар, периферната артериска болест и срцевиот удар, односно миокардниот инфаркт.
Доколку дојде до тоа, останува трајна последица. И послам тоа и да се врати пациентот, нели, се во нормала и сето тоа и да се реваскуларизира миокардот и сепак остануваат последици кои што на пациентот ќе му штетат во понатамошниот квалитет на живот. Затоа е многу важно да се регулира, а меѓу другото и да се преземат сите превентивни мерки за да се спречи оваа болест. Ке погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, и продолжуваме со денешниот разговор. Останете на Телма. Со доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за дијабетес тип 2. Во продолжение на емисијата, таа ќе појасни како може да се диагностицира и на кој начин да добиете точни резултати. Еве, докторке, кој ќе отидеме на во лабораторија за анализа на шеќерот во крвта, важно ли колку часа претходно не сме јадени? Важно е. Доколку вечер ти зедеме еден убав оброк во кој што има и шеќери, ќе биде ли покачен шеќерот? Може, но и не мора. Зошто? Бидејќи доколку е здрав организамот, тој треба да си се регулира најнормално, да си ги врати сите функции, сите вредности во нормала. Тоа може да влијае повеќе кај мастите. Значи, меѓутоа, и за дијабетесот се препорачува, како сега не значи дека пациентот треба да изеде 4 бурек пред да дојде утре или на тестирање, и затоа ние препорачуваме да си биде гладен и тоа да биде тоа. Но механизмите се тие што може да се регулираат, тоест кај здрав човек си се регулираат најнормално и пациентот не треба да има покачен шеќер во ниту еден случај. Се што е Зошто викаме така? Затоа што според препораките како се диагностицира дијабетесот. Значи, потребно е да имаме гликемија било кога измерена во било кој период од денот, доколку измериме над 11,1, тоа ни е знак за дијабетес. Вториот критериум е да имаме барем 2 гликемии утрински на гладно над седмица, или со ОГТ тестот во вториот час, односно тестот за глукозна толеранција, орален глукоз толеранс тест, тогаш да не биде исто над 11,1. Како се прави оралниот тест? Значи, пациентот доаѓа гладен утрото, во 0-та минута, значи кога ќе дојде, се зема гликемија, пие чаша шербет, ја викаме, шербет и вода, и потоа повторно после 2 часа повторно земаме гликемија. Доколку резултатите се над 11,1 во вториот час, тоа е диагностички критериум за дијабетес. HbA1c заради оние претходни работи што ги кажавме дека доколку има хипогликемија не е релевантен, доколку има пациентот анемија ќе биде низок, така да тој се смета како критериум доколку е над 6,5, меѓутоа како диагностички критериуми ги земаме овие 3 работи. Да го вклучиме следниот гледач кој што сака да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Може 30 години. А сега примам изолин, ама ногите ми жежат, те ми жежат многу вручи, те на време ладни мраз. Што да преземам, душа слушнав дека се зборите, кажувате. Што би ми препорачале за ногите, не можам да одам здола, стапалата. А добро ви е регулиран шеќерот во крвта со инсулинот? Молим? Дали ви е добро регулиран, викам, шеќерот во крвта со инсулинот? Добро, кога како. Сега бе во планина, имаме едно село, имаме кучишка таму, и таму ми се слоши. Се тресе целата сабајле, ми се симна на 4. А иначе ми идеше до 15, до 12, 7, 8. Така. И мораше да дојдеме да се вратиме во Скопје, се јавувам. Така, да добро. се вратиме дома, ради тешко ми беше многу. Да немате, докторке, подпрашање некоја? Тоа е тоа. Ја прашав докторката дали има некое подпрашање, но тоа е тоа. Може врз основа на ова што го кажавте да ви даде неколку насоки. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбулант. Фала ви на вас, пријатен ден.
Обично прегледот за диабетот трае многу долго, ова вака е кратко, меѓутоа бидејќи се треба нели да се опфати, но она што можев да разберам е дека пациентката има веќе проблем со стапалата и тука треба да се направат низа испитувања. За почеток треба да се види нивото на циркулацијата, до каде е, и да се види невропатијата, дали постои или не. Ако добро разбрав, има над 30 години диабетес, што значи дека веќе солиден кандидат за невропатија, но бидејќи на инсулинска терапија и што кажа дека има веќе гликемии до 15, што воопшто не е добро. Мојата препорака е да се јави на преглед и да можеме во Жан Митрев клиника ги правиме сите можни испитувања, немаме во однос на тоа никакви ограничувања, можеме да ја обслужиме пациентката во комплетно и да поставиме дијагноза и соодветна терапија. Ајде да вклучиме уште еден гледач и да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам повеќе од 10 години диабетес работи и се лечам со Оземпик. Добро. Сега, дали докторката има некој искуство со тоа со Оземпик и дали може нешто повеќе да ми каже? Не користам секој месец редовно како што он е Оземпикот, но од време на време исто така после бустерот, после бастер вакцинацијата, бустерот ми се качи шеќерот. Цела, например, обично ми беше околу меѓу 7,5 и 8, ми се качи над 8 мерењето од Сабајле. Сега, после вакцинацијата и Оземпикот, која стајфен натура од Оземпикот, ми се намали. Па што може да ми кажете вие за Оземпикот и како да го користам вака? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете. Оземпикот е доста нов препарат, нов кај нас, релативно нов, кој што дава одлични резултати, има одлични препораки и се дава кај пациентите кои што имаат зголемена телесна тежина, бидејќи тоа е тип на GLP-1 агонист, кој што го засилува, го потенцира уствари центарот за глад и ситост, односно пациентите немаат потреба за храна. Тоест ја намалува желбата за храна. Делува на исполнетост на желудникот, значи така реагира и пациентите се дава за да ослабат, односно ја намалат телесната тежина и со тоа секако да се регулираат гликемиите. Сега конкретно се дава еднаш неделно, тоа е голема предност за него. Меѓутоа, најчесто кај пациентите со диабетес тип 2 генерално ги комбинираме со уште еден лек, затоа што недисциплината, сето тоа инсулинската резистенција и се тоа ни додава на проблемот и мораме да го решиме некако дополнително. Кај пациентот конкретно, значи доколку е 7 и 8, тоа е релативно добра гликемија, не е нешто да речеме животозагрозувачка, но може се уште да се работи на тоа. Обично, кога ќе имаме 7 и 8 гликемија, тоа значи дека пациентот не внимава баш на исхраната, затоа што му фали само малку за да го регулира како што треба. Дозата секако верувам дека е титрирана во ред, меѓутоа сега е на него редот да се поангажира малку во однос на правилната исхрана и физичката активност и тоа ќе се намали како што треба. Иначе можеме да збориме до утре за Оземпикот, меѓутоа доколку пациентот сака, може да дојде лично, ќе поразговараме и нема да има проблем, ќе му објаснам се што сака. Дали озонската терапија помага кај диабетес тип 2? Одлично прашање. Сега веќе почнуваме во клиниката Жан Митрев да применуваме озонската терапија и кај диабетичарите. Инаку во Жан Митрев клиника од 2008 се користи озонот во терапијата кај многу болести. Озонската терапија иначе за прв пат е почнала да се применува во Првата светска војна, кога имало инфекции, рани и тогаш значи на големо се користело со одлични резултати. Таа не е медицина базирана на докази, туку е дел од алтернативната медицина, натуропатијата.
Меѓутоа, сите до сега препораки, тоест сите до сега резултати кои што излегле се феноменални. И затоа решивме и кај диабетичарите да ја применуваме. Инаку до сега во Жан Митрев клиника се користела за ректална апликација, мислам може да се користи како ректална апликација, како озонирано масло, озонирана вода, може да биде со автотрансфузија, која што сега почнуваме да ја користиме и кај диабетичарите, и плюс значи со екстракорпорална озонација на крвта, која што е врвот нели во целиот тој третман. Кои пациенти се озонираат, односно кои пациенти ја примаат таа терапија со озон? Пациентите кои што имаат ревматолошки заболувања, дури имаме и директна апликација на озонот во зглобното место, каде што имаме болка. Имаме озонска терапија за пациентите кои што имаат сепса, инфекција, диабетично стапало, терминален стадиум на малигни заболувања, каде што на некој начин овој терминален стадиум се исцрпени веќе сите можности. Инаку озонската терапија, која е предноста? Значи имаме засилена достава на кислород. Озонската терапија, за разлика од терапијата за диабетесот, има холистички пристап. Значи, што значи тоа? Стигнува до секоја клетка на телото, како што диабетесот реагира на секоја клетка на телото и ја оштетува. Тоа озонирање ги спречува понатамошните компликации, но и реагира и на промена на инсулинската терапија, односно промена на терапијата за диабетесот и било какви понатамошни нерегуларности. Не значи дека треба да се прекине терапијата за диабетес, затоа што ова е само супортивна терапија која што ни помага да ја смениме. Например, пациентите со инсулин, доколку изреагираат добро, може да ги префрлиме на таблетарна терапија, но не и да ги исклучиме. Значи, тоа е основата што треба да се знае. Имаме пациенти кои што имаат одлични резултати веќе, каде што со озонската терапија неколку циклуси се направени, да речеме, во клиниката Жан Митрев и од инсулинска терапија со просек, да речеме, тромесечен од 13-ка, сега се веќе 8,8 и се без инсулинска терапија. И се одлични, мислам, немам збор. Така, има големи подобрувања. Големи подобрувања и спасуваме и диабетично стапало, значи буквално имаме одлични резултати. Доктор, ке ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Претпоставам дека кога пациентите ќе дојдат кај вас, една убава анамнеза се зима, ке не е како сега со телефонските јавувања, можете да им дадете конкретни препораки што во нивниот случај е најдобро да се направи, но верувам дека кај сите едно правило важи, промена на исхраната и на животниот стил ќе даде подобрување. Така е. Тоа беше се, почитувани, во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден во 12:50 и секако заедно тогаш учиме за нашето здравје. Пријатно.